Благодарам, председателе. Колешке Лашковска, кога представник на ВМРО ДПМН зборува за заштита на Охридскиот регион, УНЕСКО заштитениот на вистина на сите охриѓани сафрите му се креваат. Знаете што значи тоа? Значи дека алармот за тоа што се правеше во Охрид во однос на заштитениот УНЕСКО регион беше подигнат уште во 2013-2014, што направивте вие, колешке, мислам дека и тогаш бевте пратеничка од редовите на ВМРО ДПМН. Во однос на тоа што ние правиме и колку така лежерно си го кажавте, со ребалансот се одвојуваат 183 милиони за колекторот, така лежерно, така безазлено како да не е ништо, навистина охриѓани се чудат. Колекторот, колешке, долги години е нефункционален. Што направивте вие како ВМРО ДПМН за да го заштитите најубавото, најстарото езеро во Европа, Охридското езеро? Тоа не е само од охриѓани, колешке, тоа е од Македонија, тоа е од Балканот, тоа е од Европа, од светот, светско, културно и природно богатство. Јас ќе ви кажам дека се осврнавте на тоа што ние правиме во однос на луѓето. Ние работиме во интерес на граѓаните, не само во подигнување на платите, стимулирање на вработувањето. Ние работиме во инвестиции на човечкиот капитал, колешке. И со овој ребаланс стопати ќе повторам. Ако споредиме со она што сте направиле вие, со завршната сметка на буџетот од 2016 комплетно ваш и ваш реализиран во ваше време, ние со 25 милиарди денари во трите најважни столба на општеството, образование, социјална заштита, здравство, предњачиме и сократењето. Во образование имаме 4 милиарди денари повеќе во споредба со завршната сметка на буџетот 2016. И сократењето во здравството, што не, мислам дека не сте во право, 5 милиарди 500 повеќе илјади денари имаме во споредба со завршната сметка за здравство 2016. А за труд и социјална заштита, па тука 15 милиарди 700 илјади повеќе денари во однос на, знаете, 300% зголемување на социјалниот пакет за социјалците и ред низа од работи кои што се превземени активности, не само законски, туку и во реализација, колешке. За Охрид немате право да... Ви благодарам. Мана само го менуваше законот за Охрид и кој ќе требеше да изгради некоја зграда под плашник, тогаш беше во ингеренции на државата. Благодарам.